Вчера околу 15 часот и 20 минути службеници од полициското одделение Групчин со судска наредба лишили од слобода 26-годишно момче од Тетовска Желина. Тој бил осуден на едногодишна затворска казна за 2 кривични дела: предизвикување општа опасност и спречување службено лице во вршење на службено дејствие. Попладнето предадене во казнено-поправната установа Тетова. Вчера во периодот помеѓу 10 и 18 часот засега непознати сторители на неутврден начин и во се уште нејасни околности извршиле тешка кражба во стан на улицата Видое Смилевски Бато во Тетова. Одзеле мала кутија со 6 златни прстени, 1 пар обетки, рачен часовник и 2 патни исправи на собственикот на станот и неговата сопруга. Вкупната материјална штета според ограбениот се проценува на над 60.000 денари. Извршен е увид и се преземаат активности за расветлување на сите поединости поврзани со пријавената кражба и за откривање на сторителите. Гостиварското полициско одделение за безбедност на патниот сообраќај неделава значително ги интензивираше планираните активности од проектот Пази радар. Вчера од 13 до 16 часот неговите службеници контролирале возила на регионалниот пат Гостивар Градец. Биле опфатени 19 возила и при тоа констатирани се 6 прекршоци. 5 возачи ја пречекориле брзината од 10 до 30 км, а еден над 50 км на час. На прекршителите изготвени им се 1 платен налог и 5 покани за наплата на глоба. Покрај тоа, во акцијата откриени се и 2 возачи кои управувале без положен возачки испит, односно без дозвола. И тие соодветно се санкционирани и ќе се соочат со законски предвидените глоби. Вакви активности изминатиот викенд беа спроведени во Чегранскиот, додека денеска планирани се во Мавровскиот и Долнореканскиот регион. Од Тетовската полиција и информацијата за спроведување на боево гаѓање на стрелиштето Еребино. Активностите полициските службеници од СВР Тетово ќе ги спроведат на 1, 2, 3, 6 и 7 октомври. Гаѓањето со лично и информацијско вооружување планирано е од 8 до 15 часот. Во тој период се апелира граѓаните да бидат крајно внимателни кога се движат во непосредна близина и да не се вознемируваат од пукањето.